Институциите почнуваат со системско справување со лажните вести и дезинформациите. Денеска се одржа конститутивна седница на акциската група во која покрај владини членуваат и представници на останатите клучни органи во земјата. Целта е преку два типа на мерки: безбедносни кои опфаќаат ревидирање и создавање нови комуникацијски протоколи и проактивни кои би произлегле од широка јавна дебата со вклучување на новинарскиот еснав да се превенира ширењето непроверени и лажни информации. Во изминатите години Македонија континуирано беше таргетирана од така наречени фейк ньюс, особено во периодот на склучување и финализирање на договорот од Преспа. Кампањата со лажни вести за договорот од Преспа имаше за цел да ги дезинформира граѓаните преку пласирање на лажни или искривени факти, да ги дестимулира да излезат на гласање, за да се дискредитираат референдумот, а најголемиот интензитет имаше за време и на самиот референдум. Шефот на државата повика на здруженост на сите фактори за успешно справување со дезинформациите кои глобално стануваат и безбедносен ризик за демократиите. Ја поддржувам и оваа и секоја друга иницијатива која на една маса ќе ги седне и државните институции и медиумите, затоа што борбата со лажните вести не може да биде добиена без вклучување на медиумската заедница. Медиумите се столбот на една демократија, општество во кое нема силни медиуми и квалитетни медиумски производи е општество во кое демократијата не може да се развива. Во 2016-та, во екот на претседателската кампања во САД, Македонија се најде на светската мапа како извор на лажни вести поради низата сајтови од Велес кои пласираат дезинформации. За тоа дека овие активности се уште се присутни во земјава, зборува и текстот на Вашингтон Пост објавен пред 2 дена дека Facebook страницата Ветерани за Трамп, во која екс-армиски припадници дебатираат и го советуваат претседателот Трамп, од март е киднапиран од бизнисмен од Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.